Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените акцијски контроли во областа на сообраќајот, се со цел да ставиме ред на улиците во градовите и на патиштата низ државите. Денеска сме во Струмица и можам да кажам дека во рок од 1 час, колку што сме досега во Струмица и ги спроведуваме овие засилени акцијски контроли, имаме 60 санкции и тоа најголем дел се за нерегистрирани возила, за возење без возачка дозвола, а исто така имаме санкции и за прекорачена брзина и за другите санкции кои што се прекршоци во сообраќајот. Апелирам до граѓаните на Струмица да ги почитуваме правилата и прописите, се со цел да имаме побезбедни улици и да ги заштитиме и нашите животи, но и животите на нашите најблиски и на нашите сограѓани. Ако направите посоглед дека не сте само во Струмица, бевте и во Куманово, во Охрид, споредба за тој 1 час. Отколкнува ли Струмица или помалку прекршоци, не знам, на која релација примате, посоглед дека там имате контроли? Да, во суштина, значи, бројките се отприлика на ова ниво. Зависно од градот имаме 50, 60, на некои места имавме дури и до 80. Значи, зависно во секој случај постои овој проблем со непочитувањето на сообраќајните правила и прописи и токму затоа ги спроведуваме овие акции. Ние не спроведуваме само репресивни, спроведуваме и превентивни акции, но за жал онаму каде што превентивниот дел нема резултат, мораме и на овој начин да реагираме и на некој начин и со овие казни повторно превентивно да се делува на свеста на граѓаните. Нас не е целта да го казниме граѓанинот, туку едноставно да пратиме порака дека прекршокот се казнува и дека треба да се внимава наредниот пат и за да не се плати казната, но и пред се за да бидеме безбедни на улиците.